кога ги читаме Евангелијата, ќе забележиме дека од време на време, како дел од таа, ако може да кажеме, приказна или биографија на Господ Исус Христос, ќе наидеме на делови каде што влегува во некаков вербален конфликт со одредени луѓе. И најчесто станува збор за религиозните водачи во тоа време. Било да се фарисеи, било да се садукеи или книжници, од време на време знаат да го провоцираат, а некој пат до душа и он знае да каже нешто кое што добронамерно нив ќе ги спровоцира. И поентата многу често, причината зошто фарисеите или садукеите или книжниците влегуваа во конфликт со Господ Исус беше затоа што ќе кажеше нешто и овие ќе се рече како може овој да зборува такви работи. Пример. Марко 2 глава. Исус влегува во една куќа, поучува, некои луѓе имаат пријател кој што е парализиран, лежи на постела и викаат ќе го однесеме Исус да го допре да го исцели. Не може да го внесат во куќата, знаете, во тоа време биле рамни покривите до згора, се качуваат на покрив, отвараат дупка на покривот и го спуштаат својот пријател пред Господ Исус Христос. И првата реакција на Господ Исус беше: синко, не плаши се, ти се простуваат гревовите. И одма луѓето таму што слушаа, што беа дојдени да го фатнат за некој збор, викаат: како можеш ти да кажуваш такво нешто? Голем дел од конфликтите кои што ги имаше Господ Исус со религиозните водачи беше од таа природа. Како може ти да кажуваш вакви работи? Ама до душа некој пат имаше ситуација кај што и он ќе кажеше, иницијално ќе кажеше нешто кај што ќе ги чепне малку, ама секој пат тоа беше добронамерно. Господ Исус, ако можеме тоа воопшто го наречеме провокација, мајки го наречеме добронамерна провокација, ќе кажеше нешто за да ги предизвика неговите слушатели да размислуваат на малку поинаков начин. Или, ако може да кажам, да размислуваат во контекст на Божјата волја, а не во контекст на тоа што они си го имаа прифатено во тоа време како однесување и како нешто што е добро и како нешто што е правилно. И во говорот познат како беседата на гората, Матеј од 5 глава од глава 5 до глава 7, Господ Исус кажува многу работи кои што денес нам ни се познати, ама од време на време ќе каже нешто: сте слушнале дека е речено, ама јас ви велам. Или немојте да правите како што прават тие, туку правете овака. Пример. Кога постите, немојте да постите да бидете како лицемерите кои што кога ќе постат такви се тажни, целите ќе праша што ти е, па постам, па тешко ми е, знаеш, гладен сум. Не, туку вика пости на тој начин што ќе се радуваш пред Господа. Или кога давате милостина. Вика, кога давате милостина, немојте да давате онакако што даваат другите луѓе. Ќе земе сега и еве јас во доброволен прилог ставив, видете сите толку пари. Или има некој потреба, јас помогнав, тап селфи и на Facebook или на Instagram кај да видат сите дека јас сум помогнал. Не, туку кога давате, давајте скришно. Твојата лева рака нека не знае што дава десната рака. Зошто ги кажува овие работи? Затоа што Господ Исус многу добро знае дека во тоа општество и во тоа време имало луѓе кои што кога постеле со цел да се пофалат. Кога давале со цел да се пофалат. Има еден друг дел кај што вика: а вие кога се молите, немојте вика да се молите јавно, како што го прават тоа на лицемерите, и тоа не значи дека јавната молитва е погрешна. Ние јавно се молиме. Сега кога се молевме беше јавна молитва. Поентата беше немојте да се молите или немојте да давате или немојте да постите, само јавноста да го знае тоа. Правете ги тие работи. Ако некој дознае дека си помогнал, речи слава на Бога, па може би таа личност ќе биде потикната. Ама не да дознае ти да речеш еве јас го направив ова. Нека дознае од некој друг, нека дознае од некој трет. А нека дознае некој дека постиш од некој друг човек, ама не од тебе. Вика, кога се молите, исто така, немојте вика да се молите јавно со цел да ве слушнат. И таму има еден друг интересен стих, кај што во Матеј 6 глава 7 до 8 стих, ајде отвориме само да го прочитаме, да не го парафразирам. Говорејќи за молитвата, Господ Исус на беседата на гората вели, значи Матеј 6, 7 до 8, вели вака, всушност 7 стих само: кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени. Со други зборови,
во тоа време имало луѓе, имало можеби помеѓу евреите, ама имало и помеѓу незнабожците, луѓе кои што сметале дека ако многу зборови користиш во молитвата, ако си елоквентен, ако си речи човек кој што ќе дојдеш па вака, па така, па ќе му цитираш и стихови на Господ преку молитвата, дека ти ќе го придобиеш неговото внимание. И Господ Исус вели, знаете што? Немојте молитвата да ја сведувате само на надворешен чин и колку некој добро може да се изрази. Ако некој добро може да се изрази и го бива и рече човек, нека се моли така, не е проблем. Ама Господ Исус вели, немојте да мислите дека на Бог му е важно колку ви се долги вашите молитви или колку различни зборови ќе искористите во вашите молитви. Оно што на Бог му е важно е, некој рекол, не должината, туку длабочината на молитвата. Не дали ќе се молам пола саат, туку дали целото срце ќе биде во тоа. Ја може да се молам 2 минути и срцето ми биде во тоа, или ајде, ти може да се молиш 2 минути и срцето ти биде во тоа, и јас може да се молам пола саат, и ако срцето не ми е во тоа за кое што го барам, ја мислам дека твојата молитва ќе му биде повеќе угодна на Бога. Нема врска што јас пола час сум одвоил за тоа. Што ако јас се молам пола час, ама паметот ми летна на 300 други страни? Или го верувам, или го барам тоа, ама не го верувам целосно тоа што го барам. Молитвата, како и секоја друга духовна практика, може да биде погрешно сватена и може да биде злоупотребена. Повторно, Светото писмо нема ништо против долгите молитви. Да не бидам погрешно разбран. Самиот Господ Исус од време на време во Евангелијата читаме, вика дека ја помина цела ноќ во молитва. Значи не е поентата немој да се молиш долго. Туку поентата е немој да мислиш дека само затоа што нешто е долго, дека по автоматизам дека тоа е подобро од нешто друго кое што е кратко. Еве, ние имаме молитвени часови во секој четврток, добре дојдени сте да се придружите, и на тие молитвени часови имаме 10, 15, 20 молитвени потреби. И некој пат некоја молитва ќе трае 5 минути, некој пат ќе трае 7-8 минути. Не значи дека тие не му се угодни на Бога. Ама некој пат е доволно човек да дојде пред Бог и да каже: Господе, апостолот Петар кога тонеше во водата, Господе, спаси ме. И што направи Господ? Го спаси. Не беше: Господе, ти се мокниот, ти се вишниот, ти создателот на светот, ти та... Океј, ако имаш време за таква молитва, моли ја таа молитва. Ама некој пат е: Господе, спаси ме. Бидејќи човек тоне. И денеска сакам да размислуваме за кратки молитви од Светото писмо и да биде еден поттик и ние да почнеме да ги практикуваме во нашето секојдневие. Напоменав и ќе напоменам. Ако имате време за долга молитва, а се надам дека си создавате време, молете се со подлоги молитви. Ама некој пат во секојдневието околностите не ти дозволуваат да се тргнеш на страна пола саат, да се молиш и после речеш: ај сега кај ќе продолжиме со разговорот. Некој пат едноставно 2-3 секунди имаш да речеш: Господе, помагај. Или Господе, биди милостив. И ви реков да отворите во втора книга Цареви, бидејќи ќе читаме од таму. И ова е настан кој што е поврзан со пророкот Елисеј. Човек кој што е доста познат во Стариот Завет, познат е првично по својата служба, а исто така е познат затоа што е наследник во службата на пророкот Илија. И Елисеј беше познат не само помеѓу својот народ, помеѓу израелскиот народ, туку беше познат и помеѓу непријателите. Еден од непријателските народи во тоа време на израелците беа арамејците. И сега вака, арамејците дојдоа во една фаза од животот тука кога се уште Елисеј беше жив и кога служеше, дојдоа во една фаза кај што толку зајакнаа што сака веќе да почнуваат да ги освојуваат околните народи. И им го фрлија пикот на израелците. И арамејците сакаат да ги нападнат израелците и да ги освојат израелците. Ви го раскажувам контекстот на стихот кој што ќе очитаме. Арно, ама секој пат кога арамејскиот цар и неговите војсководци ќе направија одреден план и одредена тактика каде да нападнат и како да нападнат, Бог му ја кажуваше на Елисеј таа тактика. На некој начин Елисеј беше Божиот шпион во израелскиот народ. Бог ќе му кажеше на Елисеј, Елисеј ќе му кажеше на израелскиот цар, и колку и да се убедува и колку да планира арамејците, никако не можеа да ги нападнат и освојат израелците. И арамејскиот цар му дојде преку глава си вика: некој од нашиве генерали е шпион. Некој од тука ги дава информациите. И они викаат: абе не, камо да бевме ние, ќе го најдевме кој да е.
Тој што ги дознава информациите е пророкот Елисеј. Бог му кажува, со други зборови, ако сакаш да го решиш проблемот, фрли му се, нападни го пророкот Елисеј. И арамејскиот цар собира голема војска, оди и го обиколува местото каде што се наоѓа пророкот Елисеј. И во текстот ни се вели дека наутро било тоа, слугата на пророкот Елисеј излегува надвор и оттеднаш гледа огромна војска. Не ни е дадена бројката, ама ја претпоставам дека не биле неколку стотици луѓе, може би биле неколку илјадници луѓе, може би 5, 10, 15 илјади луѓе, војска до заби наоружана, за да го фатат пророкот Елисеј. Она што ми е чудно е следново. Како можеш ти да нападнеш човек на кој што Бог цело време му ги кажува твоите тактики? Ако Бог сакал ќе му кажел, во тоа и тоа време ќе дојдат, тргни се од тоа место и пак ништо од тоа. Ама како и да е, излегува слугата на пророкот Елисеј и гледајте во втора книга Цареви 6 глава, му вели вака, 15 стих. Кога изутрината прислужникот на Божиот човек стана и излезе, војската со коњи и коли беше околу градот. Прислужникот му рече: "Тешко, господаре, што да правиме?" Елисеј тој одговори: "Не плаши се, зашто оние што се со нас се повеќе од оние што се со нив." Ова е се уште разговор. И еве кратката молитва, 17 стих. Елисеј се помоли и рече: "Господи, отвори му ги очите за да види." И Господ му ги отвори очите на прислужникот и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј. Господи, отвори му ги очите, тука има 7 зборови. Не беше повторно молитва кај што ќе седне сега: "Господе, ти создателот на небото, ти кој што ни изведе од Египет" и така натаму. Туку беше: "Господи, го гледам дека овој што ми е тука, што си ми го дал како прислужник, дека се мачи, дека живее во страв, дека се плаши. Отвори му ги очите." Колку пати ние во секојдневието се наоѓаме во ситуации кога и тоа како ќе имаме полза или луѓето околу нас ќе имаат полза да ја молиме оваа молитва. Разговара со некого и гледаш дека не те сваќа. Се обидуваш на некој да му го пренесеш Божиот збор, да му пренесеш одреден духовен принцип во дадена ситуација за негово добро и не те сваќа. Она што ние често сакаме да го направиме, уште повеќе да ги убедуваме луѓето. Чекај јас да ти објаснам. Па ќе аргументираме, па ќе разговараме, па ќе дебатираме, па вака ти треба, па вака ти треба, па онака да постапиш. И многу често на крај сме фрустрирани и нервозни. Зошто? Бидејќи не можеме да го убедиме другиот да го согледа тоа што можеби не го согледуваме и сметаме нели дека сме во право. Замислете таква да беше реакцијата на Елисеј во оваа ситуација. Господаре, тешко на што ќе правиме, вика: "Чекај бе, јас да ти објаснам, дај сега Светото писмо таму свитокот и ќе ти објаснам како Господ беше со нас низ вековите, не избавуваш и така натаму." Не, туку само: "Господи, отвори му ги очите за да види." И човекот вика, тука не пишува во самиот стих, ама верувам дека неговиот слуга или неговиот прислужник, како што пишува во писмото, верувам дека се смири човекот. Зошто? Бидејќи ги согледа нештата кои што Бог ги знаеше, Бог ги гледаше во таа ситуација и ги согледа нештата кои што Елисеј ги знаеше и гледаше во таа ситуација. И тука се вели дека околу непријателската војска имало уште една војска со, тука како пишува, коњи и коли, со коњи и огнени коли, и предпоставам дека станува збор за духовна војска, станува збор за војска од ангели. На некој начин Бог му ги отвори очите на срцето, ако може така да кажем, за да свати дека не е само непријателот присутен во оваа ситуација. Присутен е и Господ. И тоа е многу важно да го запамтиме кога се наоѓаме во било какво искушение, кога се соочуваме со било какво зло, да може да кажеме: "Господе, отвори ми ги очите, не само да гледам тоа што се гледа вака, туку да гледам со срцето. Да гледам со срцето преку објективот на верата, да видам што всушност на вистина се случува во оваа ситуација. Дека не е само ова, туку дека има нешто повеќе што со голо око не се гледа."
И не велам дека, знаете, оваа ситуација Елисеј не се молеше така за себе, се молеше за својот ближен. Некој пат ќе треба за себе да се молиме вакви молитви, Господе, отвори ми ги очите. Ние имаме и таква песна, отвори ми ги очите, Боже, на срцето мое, да те видам воздигнат, блескајќи во својата слава и така натаму. Некој пат ќе треба да се молиме за нашето семејство, можеби за нашите колеги на работа, можеби за нашите пријатели. Го гледаш дека се мачи со нешто, гледаш дека нема излез од некоја ситуација. Ја не велам дека е лошо да седнеш дома и да посветиш 10 минути молитва на конкретна личност, на конкретно семејство. Ама во моментот ако видиш дека некој се бори со нешто, некој пат е доволно да рече само Господе, отвори му ги очите за да види. Господе, отвори ги очите за да види. Господе, отвори им ги очите за да видат. Да ја видат Твојата љубов, да ја согледаат Твојата добрина и Твојата големина во овој хаос во кој што моментално се наоѓаат. И јас не велам дека ова е магична формула која што во 10 од 10 случаи одма ќе направи некоја кузне каква промена. Ама ако личноста е навистина отворена за Божјото дејствување, Бог ќе почне да дејствува. И со тек на време верувам дека луѓето навистина ќе можат да ја согледуваат таа реалност која што Бог ја гледа и таа реалност за која што Бог е свесен, за која што Бог знае. Спомнав на почетокот ова недела е особено тешка за едно семејство од нашата црква и па ќе се сетите на нив, па ќе се сетите на Моника, на Мартина, така Ѓула. Доволно е некој пат, ако имате некоја друга работа и не можете кузне колку да се молите, доволно е да речете Господе, отвори им ги очите. Нека согледаат Твојата утеха, нека го согледаат Твојот мир, нека те согледаат Тебе во оваа ситуација, во оваа длабока болка во која што моментално живеат. Се разбира, добро и да се јавиме и да прашаме како си така натаму, ама верувам дека ако е молитва искажана со вера, доволно е да кажеме Господе, отвори им ги очите, за да го видат тоа што ти го гледаш. За да видат Твојата рака, дури тогаш кога сатаната доаѓа и вели, Господ да беше добар и да ве сакаше, немаше да се случи ова. Тие се тешки искушенија, тие се тешки борби. Не само за нив, за било кое друго семејство или поединец, на кој што ќе се сетите, било да е некој од црквата, било да е некој надвор од црквата, било да е некој кој што вели јас сум најголемиот, мислам јас сум атеист, не верувам во Господ, тоа ништо не постои. Ако ја познавате таа личност, молете се за неа. Не знаете Господ на каков начин може да дејства во срцето на оние за кои што се молите. Некој пат она што се случува е дека ќе се молиме за одредена работа и можеби Господ во неговата семудрост и во неговото сезнаење нема да го даде тоа што ние го бараме, ќе даде некој друг одговор и се обесхрабруваме. И веќе стануваме цинични во однос на молитвата. Си викаме, па дали воопшто дејствува ова? Дали кога зборувам и кога се молам, јас зборувам со Господа или се зборам сам со себе и на крај нема никаква фајда од тоа? Не, Бог многу јасно ни кажува и верувам дека и на своја кожа, барем некогаш имаме искусено дека молитвата може да менува нешто. Не затоа што силата е во молитвата, силата е во оној кој што ја слуша молитвата. И во еден друг период од старозаветната историја на евреите, евреите се најдоа во робство во Вавилон, она царство кое што прво беше Вавилон, а после тоа беше Персија, бидејќи беше освоено од Персија. И додека евреите беа во Вавилон, потоа нели во Персија, таму се остана неколку децении. И еден од најпознатите евреи во тоа време со висока позиција беше човек по име Неемија. И ќе ве замолам да отворите во книгата на Неемија. И тука повторно продолжуваме да размислуваме за кратки молитви. Живеа таму одреден период и Неемија по Божјата промисла стигна до позиција да биде она што се нарекува во писмото винар на царот. Винар на царот во тоа време значи следново. Се што на царот му носа да јаде, прво го пробуваш ти, за ако некој сака да го отруе, да те отрујат, тебе. Мислам, не е баш сигурно била добро платена позиција, сигурно добра плата земал за тоа, ама не знам баш дали би се нафатил. Подобро ќе си работам некоја друга работа, нека е просечна плата, нека нема бонуси, ама битно знам дека тоа што го јадам ќе биде безбедно. И Неемија стигнал до таа позиција
Ама кога вавилонците години претходно доаѓаат во Јудеја, го обиколуваат градот Ерусалим, го уништуваат градот Ерусалим и уништуваат ѕидови, уништуваат храм и така натаму, и поминуваат децении, веќе народот дел од нив се во Вавилон, си живеа таму, и Неемија е винар кај царот, и доаѓаат некои луѓе од Ерусалим да го посетат Неемија. И Неемија ги прашува каква е состојбата на градот Ерусалим. И они му кажуваат, како го оставивме, така ќе го најдеме тој град. Значи, кога не зема, кога ве зема, односно кога ве однесува во Вавилон, градот беше уништен и се уште е уништен. И Неемија, поттикнат од сето тоа, чувствува некој порив во себе да направи нешто во однос на тоа. Да отиде назад во Ерусалим и да почне со изградба на ѕидот околу градот Ерусалим, бидејќи во тоа време градовите биле така направени. Немаш ѕид, градот не ти е безбеден. Ако немаш ձид, едноставно може било кој во било кое време да влезе, да нападне, да уништи, да ограби и така натаму. И кога Неемија дознава дека ѕидините се такви, во себе добива желба да направи нешто во однос на тоа. И тоа е се супер, фино, лепо, ама има еден предизвик. Дали шефот, односно царот, ќе го пушти? Едно е ти да речеш, јас сакам ова да направам, ама царот вика, види, мојот живот зависи од твоето присуство тука, во одредена смисла. Ако тебе те нема, ќе треба да објавам оглас, што се вели, и да побарам друг кој што ќе го работи тоа. Предпоставам дека ќе имало луѓе кои што ќе го работат тоа, не дека не, ама царот му верувал на Неемија. Тој на некој че не му бил десна рака, ама треба со живот да му веруваш на некој, да го поставиш на таа позиција. И во втора глава од книгата Неемија ни се опишува разговорот во кој што Неемија споделува таа негова желба со царот. И во втора глава Неемија од први стих ќе читаме понатаму, вика вака: Во 20-та година од царувањето на Артаксеркс, во еден ден од месецот Нисан, имаше пред мене вино. Јас го зедов виното и му го подадов на царот и бев натажен пред него. А царот ме праша: зошто ти е нажалено лицето, иако не си болен? Тоа може само да значи дека имаш тага на срцето. Јас многу се уплашив и му реков на царот: вечно да си жив, царе. Како да не ми биде тажно лицето кога градот, домот, каде што се гробовите на предците мои е запустен и портите негови со оган се изгорени. А царот ми рече: па што бараш? И пазете го ова. Јас му се помолив на небесниот Бог и му одговорив на царот: ако му е угодно на царот и ако твојот слуга нашол благоволение пред лицето твое, тогаш испратиме во Јудеја, во градот каде што се гробовите на предците мои, за да го иззидам. Не ни е кажано каква била молитвата на Неемија, ама пазете ја колку, предпоставам дека траела неколку секунди. Вика, што сакаш? Вика, јас му се помолив на Бог и му реков на царот. Тоа не било: чекај царе, дај ми пола сат, ќе отидам во мојата молитвена соба, да се помолам јас, па после ќе ти кажам јас што сакам. Тоа било разговор, се одбивал, течно се одбивал. Било, што сакаш, и он може би се рекол: Господе, помагај. Па царе, еве што сакам. Или може би било: што сакаш, Господе, отвори му го срцето. Или омекни му го срцето. Или дај ми да најдам благонаклоност кај него, или дај да го извршам тоа што е по твојата волја и така натаму, ама јасно е дека молитвата била многу кратка. Ако можам да претпоставам, ако треба да претпоставам, јас би претпоставил 2-3 секунди најверојатно. Види, пред цар зборуваш. Не е некој пријател, па ај ќе ти дојдам после, ќе се чуеме, ќе се видиме. Пред цар зборуваш. Мора да имаш почит и не можеш да речеш: па што сакам сега? Па не знам што сакам сега. Ајде да размислам, па ќе ти кажам. Он знаел што сака. Да го изида градот, ама пред да го побара од човекот тоа што сакал да го направи, прво му се моли на Бога. Со други зборови, знае дека во крајна смисла ова зависи од Бог, не зависи од царот. Во крајна смисла, ако Бог му го отвори срцето, царот ќе даде се што ќе побараме. И знаете што е најинтересно во целава ситуација? Најинтересно. Една од интересните работи. Во Езра 4 глава, истиот овој цар, години предходно, забранува да се гради Ерусалим. Истиот цар
Луѓето почнуваат да го градат градот, зидовите, и околните народи ги кодошат. Еј, царе, му пишава големо писмо, му рекоа, царе, овие градат зид. Градејќи го зидот, ќе се заобиколат околу себе, ќе се побунат против тебе, ќе го отфрлат твојот авторитет. И во Езра 4 глава, истиот цар вели, забранете им да го градат зидот. Години подоцна, Неемија вика, ќе одам кај тој што забрани, ќе побарам да дозволи да се гради. Не само тоа, туку пазите го Неемија веќе кога ти му даваш прстон, цела рака сака да ја земе. И му вика царот, и му рече царот пред царицата, која седеше до него, колку време ќе трае патот твој и кога ќе се вратиш? И царот се согласи да ме пушти откако го определи времето. Пазете го сега Неемија. Тогаш му реков на царот, ако благоволи царот, нека ми даде писмо до управителите на областа зад реката, за да ми дозволат да минувам додека стигнам до Јудеја. И писмо до Асав, чуварот на царските шуми, за да ми даде дрва за вратите на тврдината што е кај Божиот храм, и за градските зидишта, и за куќата во која ќе живеам. И царот ми даде, бидејќи раката на Бога беше над мене. Години претходно, овој човек вика, забранете им да градат. Сега, не само што дозволува да градат, он го финансира проектот. Зошто? Бидејќи му беше угодно на Бога. И бидејќи Неемија дојде кај Бог и рече, Господе, не знам што рекол, ама побарал и се помолил за царот да биде отворен за таа идеја. За царот да биде отворен за исполнување на Божјата волја. Знаете, нашиот народ вели, добриот збор железни врати отвара, и тоа е така. Ама и молитвата железни врати отвара. И една од причините зашто некој пат не го доживуваме тоа, верувам, некој пат, е затоа што не ја практикуваме доволно. Молитвата отвора железни врати. Неемија имаше важен разговор и насред тој важен разговор се помоли за својот соговорник. Не се помоли со чекај сега ќе положам раце на тебе, туку во мислите упати молитва кон Бога. И Бог ја слушна таа молитва. Замислете ние така да правиме во нашите секојдневни разговори и ситуации. Се разговара со некого, денес само за време на разговорот ќе се помоли за таа личност. Повторно, кој што спомнав претходно, отвори му ги очите. Или дај му благонаклоност. Или дај му да го разбере тоа кој што сакам да му го кажам. Или дај му да го разбере, да го согледа тоа што, Боже, ти го гледаш. Некој пат имаме разговори со некои луѓе што ни се комплицирани. И малце ни е тешко да разговараме со нив, бидејќи никаде не водат тие разговори. Сите ние си имаме по некој таков човек во животот. Сред разговор да речеш, Господе, дај му на овој човек нека свати. Да, јас ќе го направам моето, јас ќе се обидам да му објаснам, да ја објаснам колку што знам и така натаму, ама гледам дека овој човек не ме сваќа. Или со овој човек веќе е претходно разговарано на оваа тема, бидејќи со царот години претходно беше разговарано на таа тема. И царот рече, не може. На тој кој што вика не може, и царевите во тоа време биле луѓе со големо его. Претходно кажал не може, сега да каже може, ќе испане 9 царе, да ја одлучи, се па кажи. Нели не можеше пред неколку дни, сега може. Изгледаше невозможно. Ама молитвата верувам дека смени нешто. И ова молитва, иако не ни е кажана, ама верувам дека била кратка, е многу добар доказ дека кратките молитви може да имаат долгоречни последици. Не е важноста на молитвата во должината, туку во незината длабочина. И верувам дека како верници добро е ние да развиеме некој таков ритам во секојдневието во сред ситуација да му се помолам на Господа. Не, ајко ќе доам после тоа, па ќе се помолам, па ќе видам. Во сред ситуација да му се помолам на Господа. Во сред разговор. Може би кога ми треба, знаете, замислете некој пат да се молиме пред да отидеме во администрација да извадиме некој документ. Знаеме како е кај нас во администрација кога ќе треба документ да вадиш. Ти фали ова, ти фали она, па не може, па напауза се цело време и така натаму. Речеш, Господе, идам сега, ми треба овој документ и те молам, ти отвори ми ги вратите. Може би треба да го пробаме тоа. Замислете да се молиме, барем кратка молитва, да упатиме кон Господа, тогаш кога треба да имаме некој важен телефонски разговор. Да не биде само и треба да му ставам на овој, да не му ставам да му го најдам бројот. Или ми звони оваа личност леле кој ќе прави сега мовет,
тежок мовет имам или така натаму. Туку да биде, Господе, води ме. Ало. Или, Господе, ти зборој преку мене. Или, Господе, дај ми трпение. Или некој пат ќе ти пише некоја порака која што е непријатна. И наместо првото нешто што ти ќе направиш да избувнеш, да одговориш, да го оставиш тој малце на син, да види дека си ја видел пораката и така натаму, да речеш, Господе, дај ми мудрост што да кажам. Дај ми мудрост како тебе да те представам преку одговарањето на оваа порака, преку одговарањето на овој имейл, преку одговарањето на овој повик, преку овој разговор и така натаму. Некојаш е доволно да кажеш само Господе, дај ми сила, или дај ми трпение, или дај ми мудрост. Некој на шала рекол, почнам да се молам, Господе, дај ми трпение, пошто ако ми даje сила, некој ќе настрада. И некој пат тоа е стварно така, дај ми трпение, бидејќи сила ако дадеш, тешко другиот ќе биде. Ама каква и да е молитва, Господе, те барам, знаете што е поентата на сето ова? Еве што ми е поентата. Да го повикаш Бог да биде активен учесник во твоето секојдневие. Активен учесник во твоите разговори, во твоите ситуации, во твоите конфликти, во се што ти се случува. Макар и преку молитва од 2-3 секунди речеш, Господе, ти вмешај се во оваа ситуација. Вмешај се на добар начин. Ти реагирај во оваа ситуација. Тоа е поентата на кратките молитви. Едно е јас да чекам да заврши денот па да се молам, ама друго е за време на самата ситуација речам, Господе, ти действувај, ти реагирај. И мислам дека кога апостолот Павле во посланието до Солуњаните вели молете се постојано, мисли на вакво нешто. Не на јас сега ќе седнам, нема да одам на работа, нема да јадам, нема да спијам, само ќе се молам 24/7. Не, туку развите таков ритам, духовен ритам во секојдневието. Да развите таква навика кај што дури и во најмалите ситуации, за најмалите нешта и во било кој разговор или мовет или тешка ситуација, ќе го повикаш Господа, речеш ти биди дел од ова. Ти биди дел од овој разговор, ти биди дел од оваа одлука, ти води оваа одлука, ти откри се на оваа личност и така натаму. Тоа е поентата на кратките молитви, да побараме, знаете, да побараме итна помош на некој начин. Духовна итна помош. За Бог преку Светиот Дух да действува во нашите ситуации. И на крај има уште една молитва, која што сакам да ја спомнам, која што е, мислам дека најпозната од сите овие, и ќе читаме од Евангелието според Лука, глава 18. Повторно кратка молитва која што Бог ја услишува и ја одговара. И мислам дека во споредба со овие другите две кои што сега пред малку ги спомнав, значи првата молитва ни е јасна, Господе отвори ми ги очите за да види. Втората молитва не ни е кажана, ама јасно од текстот дека била кратка. И третава молитва на нашево поднебје или таму каде што, или ајде да речеме во православното предание, е позната како Исусовата молитва. Исусовата молитва на ова поднебје гласи Господи Исусе Христе, имај милост према мене грешниот. Во православното предание се верува дека добро е да си ја повторуваш таа молитва, особено кога си во време на неволја, кога имаш потреба од помош и така натаму. Ама таа молитва не е така запишана, мислам дека во писмото, туку е запишана Боже, имај милост према мене грешниот. И произлегува од Евангелие според Лука, глава 18, стих 13. И контекстот е следниот. Исус кажува парабола и вика, си беа двајца луѓе, едниот фарисеј, другиот цареник. Двајцата дојдоа да му се молат на Бога во храмот. Фарисејот, поради сите своји религиозни достигнувања, дојде пред Бог и почна вика, Господе, фала ти што сум таков каков што сум. Јас сум добар човек, парафразирам, јас сум праведен човек, се што си кажал, се исполнувам и фала ти што не сум како овој позади мене цариникот. А од друга страна цариникот вика, оддалеку вика стоеше, се удираше во градите и 18 глава стих 13 велеше, Боже, биди милостив спрема мене грешниот или спрема мене грешникот. И во тоа, овие двајца луѓе кои што ни се представени во оваа парабола се, ако може да кажам, две крајности во тоа време во израелското општество. Фарисејот, сметан за еден од најдобрите фарисеите, едни од најдобрите луѓе, и царениците, сметани за едни од најлошите луѓе.
Причината зошто биле сметани за многу лоши луѓе цариниците е затоа што биле со еврејско потекло, ама работеле за окупаторот. Работеле за Римската империја. Собирале данок во името на Римската империја. Значи имаш некој народ кој што дошол, те окупира, те угнетува, те потиснува и ти одиш кај нив бараш работа за од својот народ да земаш пари. И не само тоа, туку има некои верување дека ако сакале цариниците може да се зголемат платата и да побараат малку повеќе од својот народ. И таквиот човек, кога дојде пред Бог, не викаше: Господе, јас земав од тој толку, јас земав од тој толку повеќе, прости ми што јас работам за римјаните, за окупаторот, за угнетувачот, така натаму, туку само велеше, се мааше, вика во градите, викаше: Боже, биди милостив спрема мене, грешникот. И на крај Господ Исус вели во 14 стих, вика: ви велам, тој си отиде дома повеќе оправдан отколку оној, отколку фарисејот. Зашто секој што самиот себе се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува себе самиот, ќе биде возвишен. Ова не значи дека ако некој пат човек му е обременета совеста, дека не смее и дека не треба да си ги исповеда сите своји гревови пред Бога. Ние веруваме дека треба да си ги исповедаме своите гревови пред Бога. А има моменти кога толку многу си без зборови од гревот, што едноставно доволно е да дојдеш пред Бог и да речеш: биди милостив спрема мене, грешникот. Покажи ми милост. Доволно е да дојде со кратка и покајничка молитва. Нашиот проблем некогаш е во тоа што не сме свесни за гревот. Ќе помислиме нешто, ќе кажеме нешто, ќе направиме нешто, и кај некои луѓе е совеста толку отапена што не ни смета дека па добро е што направив јас погрешно. Таман сум си, во ред сум си. Ама ако ќе бидеме свесни за гревот, знаете, некој пат е доволно да дојдеме пред Бог и да речеме: Господе, биди милостив према мене, грешникот. И Бог ќе покаже милост. Не да бараме изговори. Знаете, замислете, цариникот можел да побара изговори за ситуацијата во која што се наоѓал. Цариникот можел да рече: абе, Господе, како да ти кажам, немав работа. Дојдоа римјаните, ми рекоа: сакаш ли работа? Јас немав работа, ја прифатив работата, ми требаше работно место. Или: Господе, абе, како да ти кажам, жена ми сака на шопинг да оди многу често и ни требаат малку повеќе пари. Не можам јас да ловам риби за да заработувам за незините потреби. Јас мора да работам за римјаните, мора царина да собирам, данок да собирам, за да можам да ја угодам на незините потреби и така натаму. Не, он знаеше дека што и да дојде, со каков изговор и да дојде пред Бог, немаше да му се важи. Не дојде со изговор, дојде со покаяние. И верувам дека е добро и корисно и од голема полза е за нас кога ќе дојдеме кај Бог во однос на нашите гревови, во однос на работи кои што сме ги кажале, за кои што се каеме или знаеме дека сме направиле некаков хаос со нашите зборови, да не дојдеме со зборовите: абе, Господе, знаеш ти, тежок ми беше денот. Или тешка ми беше неделата. Или знаеш, под стрес сум во овој период. Не, туку Боже, биди милостив спрема мене, грешникот. Ако го бараме тоа, Бог ќе услиша молитвата. Ако дојдеме со изговори, верувам дека Бог ќе рече: ај, дојди друг пат пак. Дојди со правилен став во срцето. Има и други молитви, нема да ги обработуваме сите нив. Има и други молитви кои што се кратки во Светото Писмо, ама Бог дал позитивен одговор на нив. Петар го спомнав: спаси ме, Господе, спаси ме. Ке се сетите дека имаше еден слеп човек, Вартоломеј, во Новиот Завет, кај што само рече: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Други двајца слепи кај Ерихон: Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. Ама исто има молитвата на разбойникот кој што беше распнат од Господ Исус Христос. Кој што не знаеше систематска теологија, не знаеше, не бил во библиска школа, не бил на теолошки факултет, не бил ниту еден ден во црква, не бил ниту заедно со Господ Исус и неговите апостоли да слуша било што, ама само рече:
сети се на мене кога ќе влезеш во Твоето царство. Таа кратка молитва му ја обезбеди вечноста да добие вечен живот. За Господ да спаси некого, не е потребно тој човек да оди 5 години во црква, па ова да направи, па тоа да направи. Доволно е само да знае дека има потреба, дека е грешен и дека таа потреба може да задоволи Христовата милост. Господе, смилувај ме се или сети се на мене кога ќе влезеш во Твоето царство. И кратките молитви не треба да се подценуваат, бидејќи исто како и долгите молитви ни даваат пристап до Бога, ни даваат пристап до неговата љубов, до неговата мудрост, до неговата радост, до неговото водство. И затоа еве еден предизвик. Оваа недела ќе дојдат секако вакви ситуации, кај што насред разговор ќе речете, ја не знам како да му објаснам на овој човек да ме свати. Или ќе се најдете во ситуација кај што ќе ви треба некој да ве свати и што и да кажете, едноставно ништо нема да функционира. Пробајте да се молите за тие луѓе. Пробајте да се молите со тие луѓе со кратки молитви. Господе, отвори му ги очите. Господе, помогни му да разбере. Господе, исполни го со Твојот мир, со Твојата мудрост. Исполни ме со Твојот мир, со Твојата мудрост, со Твоето разбирање. И јас верувам дека овие молитви нека траат 2-3 секунди ако треба. Нека бидат составени од 5 до 6 зборови. Му се угодни на Бога. И правејќи го тоа, ние ќе развиваме ритам, духовен ритам на повикување на Бога во нашето секојдневие. На повикување на Бога во нашите разговори, во нашите ситуации, во нашите околности. Јас верувам дека Бог ќе почне да действува таму каде што ќе му дадеме простор да действува.